Здраво живо во уште едно издание на локалната скопска програма Скопје ми е дома. Вечерва ќе се обидеме вашето внимание да го задржиме со разговори и теми што се однесуваат на поширокото подрачје на Скопје или што би се рекло токму подрачјето кое што го зафаќа и вашата вистинска телевизија. Вистинска телевизија е регионална скопска телевизија со голема амбиција да се профилира и да допре до вашите домови, до вашите дворови, до вашите улици, маала и до вашето секојдневие и секако во име на заедничкото самовреднување на тоа што е околу нас, меѓутоа и подобрување на животниот стандард и животот на сите граѓани. Вечерва токму на таа тема, повторно за поширокиот регион на Скопје, што би се рекло 18 општини и меѓу 600 и 700 илјади, барем според некои стари, ајде да ги речеме, статистики, кои што се фиксни, како потенцијал и на вистинска телевизија и на Центарот за развој на Скопскиот плански регион. Продолжуваме поговедот. Скопскиот регион го опфаќа басенот на Скопската котлина и зафаќа вкупна површина од 1812 км2 или 7% од територијата на Република Македонија. Скопската котлина е ограничена со плански масиви: Скопска Црнагора на север, Градиштанската планина на исток, масивот Мокра планина на југ и ограноците на Караџица, Сувагора и Жеден на запад. Регионот непосредно се допира со прекрасните клисурски долини на реката Вардар, како што се Дервенската и Таорската клисура, Шишевската клисура на реката Треска, Каченичката клисура на реката Лепенец и Бадарската клисура на реката Пчиња. Скопскиот регион е еден од 8 статистички региони во Република Македонија. Овој регион се наоѓа во северниот дел на Македонија и се граничи со Косово на север, како и со следните региони: Вардарскиот, Полошкиот, североисточниот, источниот и југозападниот регион. Центар на регионот е градот Скопје. Овој регион ги опфаќа општините од градот Скопје и неговата непосредна околина. Тие се град Скопје, аеродром, Бутел, Газибаба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела вода, Сарај, Центар, Чаир, Шутооризари, Арачиново, Зелениково, Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани и Чучер-Сандево. Овој регион има население од 607.007 жители и со тоа е најнаселен регион во Македонија. Планските региони на Република Македонија се усвоени во Собранието на Македонија на 29 септември 2009 година. Официјално, Македонија е поделена на 8 плански региони кои служат за статистички, економски и административни цели. Покрај регионите, првостепена административна поделба на Македонија се општините. Центарот за развој на Скопскиот плански регион ги врши следните работи: изготвува предлог програма за развој на планскиот регион, изготвува предлог акционен план за имплементација на програмата за развој на планскиот регион, подготвува предлог проекти за развој на планскиот регион и за подрачјата со специфични развојни потребни, координира активности поврзани со имплементацијата на програмата за развој на планскиот регион и ги реализира проектите за развој на планскиот регион, обезбедува информации до заинтересираните страни за текот на реализацијата на програмата за развој на планскиот регион и други прашања поврзани со регионалниот развој. Обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа при подготовка на нивните програми за развој. Обезбедува стручни услуги на здруженија на граѓани и други заинтересирани страни за подготовка на проекти од областа на регионалниот развој. Поттикнување меѓуопштинска соработка во рамките на планскиот развој. Спроведува проекти за поттикнување на развојот на планскиот регион, финансирани од фондовите на Европската унија и други меѓународни извори. Врши промоција на развојните можности на планскиот регион
и врши стручни и административно-технички работи за потребите на Советот за развој на Планскиот регион. Советот за развој на Планскиот регион се формира за секој регион посебно. Членови на Советот за развој на Скопскиот плански регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа во состав на регионот и градот Скопје и двајца надворешни членови, представници од здруженијата со мандат од 4 години. Со Советот раководи председателот, кој се избира од редот на градоначалниците со мандат од 2 години. Ете така, од височините се спуштаме повторно назад во студиото на Вистинска телевизија. Вие сте со локалната скопска програма Скопје ми е дома. Јас сум Благој Шаклевски и вечерва, како што видовте, во нашиот разговор во живо студиото на Вистинска телевизија од населба Железара во Газибаба, ќе разговараме за Скопскиот плански регион. Што се тоа плански региони, видовме малку во воведот, дискутиравме со мојот соговорник кој што сега ќе ви го и представам, околу тоа од кога постојат и така натаму. 2007 тоа го немаше во прилогот, со владина одлука е донесена нели одлуката да се формираат планските региони како со одредена функција нели во намерите за децентрализација за која што толку долго време се зборува и за обезбедување на рамномерен развој. Но што е специфично за Скопскиот регион и што ја прави одговорноста на раководењето и управувањето, освен потенцијалот кој што ќе се согласиме во текот на разговорот дека го има во изобилство, спецификата е во тоа што се работи за еден, да речеме, мал регион, односно многу сложен регион, во кој што е концентрирана не само една маса на жители, кои што се на едно многу мало место сместени, нели, што сите се согласуваме дека е меѓу другото последниве години може би проблематично во Македонија, туку и се работи за градот Скопје, кој што рековме дека е еден конгломерат составен од помали единици или општини, единици на локалната самоуправа и едно прилично широко рурално подрачје со огромен економски, развоен, културен, туристички и човечки потенцијал. Со особена чест и задоволство, со мене во студиото вечерва е директорот на Центарот за развој на Скопскиот плански регион, господин Јане Мицевски. Добро вечер за вас и јас најавив дека се работи за еден предизвик, ајде така да кажеме, специфичен, кој што е да се раководи со Скопскиот регион или да се раководи со еден регион кој ги има овие специфични обележја од една страна, од друга страна може би е и на некој начин, праведно или неправедно тоа ви ќе кажете, во немилост, во смисла на помош од државата, бидејќи секогаш за сметка на некои помалку развиени региони, вие сте во тој дел помалку процентуално нели застапени, што сепак не ви ја ускратува можноста да развивате идеи заедно со општините, со другите субјекти, со здруженијата на граѓани, па и со поединци и институции и да аплицирате нели во други извори на финансирање како што се меѓународните фондови и таа наша нели иднина кон Европската унија за која што толку време се зборува, која што веќе во овој момент обезбедува одреден финансиски потенцијал за развој на одредени проекти. Добро вечер, се изназборував. Мислам дека се надевам дека во текот на разговорот ќе имате и повеќе време. Јас се ветувам дека овде ќе се воздржувам од долги прашања. Добро вечер и на вам и на вашите гледачи. Со оглед на фактот што прв пат сум гостин во вашата емисија, се надевам дека овој пат ќе одговориме на многу бројни прашања, меѓутоа се надевам дека и нема да биде само прв пат, имаме и понатаму прилика да бидам ваш гостин и да продискутираме многу теми што се врзани со Скопје, Скопскиот плански регион, која е нашата
работа, нашата цел, визија и мисија. Па гравитираме на исто подрачје, како што кажав. Нашата телевизија има лиценца за регионален медиум и според законските прилики, нели, како што е регулирано во Македонија, чинам дека истата бројка која што вие таргетирате на жители ја има и во нашата лиценца и истата лепеза на општини, 18 вкупно, нели, вклучително и град Скопје како посебна единица на локална самоуправа регулирана со посебен закон. Токму така. Јас на почетокот, нели, би сакал да ве запрашам како е да се управува. Вие сте релативно, сега тоа е прашање од неодамна, не сте од неодамна, од минатата година, или што би рекле од лани по народски, меѓутоа сепак се во прашање неколку месеци. Го фативте чекорот, бидејќи се работи за, како што реков, сложено подрачје кое што има огромен потенцијал и претпоставувам дека одредени проекти кои што веќе беа започнати, меѓутоа и тековни проекти кои што нели ги планирате во овој момент, ги започнувате или ги планирате во иднина. Токму така. Јас претходно бев запознат со работењето на Скопскиот плански регион, Центарот за развој. Доаѓам од една општина исто од планскиот регион, бев председател на совет, така да за разлика од многумина веќе знаев за што се работи, кои се предизвиците тука и се нафатив на оваа функција како прв човек на оваа институција. Имено, мислам дека на самиот старт треба да образложам за оние што не знаат што значи плански региони, односно што значи Скопски плански регион, која е нашата задаша, цел и мисија за која постоиме. Па да, бидејќи ние би сакале да имаме едукативна улога во смисла на тоа дека нели самите гледачи или добар дел од гледачите кои што не се директно засегнати или инволвирани во процесите, па дури и на локалната самоуправа, тоа и со градоначалниците го разговараме, бидејќи на луѓето не им се познати нели и самите надлежности и што се може да очекуваат од локалната самоуправа. Најчесто поставувано прашање беше изминативе месеци, а каде работиш, а што е тоа? Така. А правите ли проекти, само проекти или изработувате, така да често поставувано прашање и легитимно. Затоа и постоите вие медиумите да може преку вас да се обратиме до јавноста и да попрецизираме за што се работи. Како што кажавте во најавата, планските региони согласно закон за равномерен регионален развој се формирани. Република Македонија е поделена на 8 плански региони, еден од нив е и Скопскиот плански регион, кој е основан во далечната 2009 година, мај месец. Така да оваа 24-та не на некој начин и јубилејна година, ќе славиме 15 години од постојањето. Така, вие функциониравте како институција, меѓутоа собранието нели потоа го потврди тоа по одредени теркови, се да не се фаќаме за датуми, битен е стажот и битни се плановите и ефикасноста нели на приказот. По територија Скопскиот плански регион е најмал во однос на останатите 7, зафаќаме околу 7% од територијата на Република Македонија, меѓутоа по број на население и по број на општини кои се дел од планскиот регион сме најбројни. Вклучуваме 17 општини, односно единици на локална самоуправа, плюс градот Скопје како посебна единица на локална самоуправа. И на некој начин во таа методологија која ќе се дели народно кажано колачот, важиме за најразвиен регион од останатите 7. Меѓутоа можам да кажам дека најкомплициран за работење со оглед на самиот диспаритет на општините кои се вклучени во самиот плански регион, но за тоа и потоа се надевам дека ќе можам, ќе имаме време за све. Јасно, да, ќе имаме време, се надевам и јас, имаме и некои содржини, ќе вклучиме и некои нели соработници кои што ќе помогнат или ќе придонесат во збогатувањето на содржините на оваа емисија. Јас кажав дека можеби за жал или за среќа сте, нели, освен што сте мали по територија, а не сте мали по човечки потенцијал и воопшто не сте мали по друг потенцијал, по природни ресурси, по културни ресурси и така натаму, значи има со што да се работи. Дали се чувствувате онеправдани во таа смисла? Тоа ми беше мојаветот од страна на државата и од страна на тоа што нели сите го очекуваат од буџетот на Република Македонија. Секогаш велам дека никогаш не е доволно. Наша работа е да бараме во интерес на граѓаните преку локалната самоуправа да што повеќе проекти реализираме во нивна корист, така да од таа причина ниту од владините програми, ниту од меѓународните фондови никогаш нема да бидеме скромни, секогаш ќе бараме проект повеќе. Причината ја знаеме самите, ние важиме за најразвиен регион. Меѓутоа потребите за развој не прекинуваат со тоа што сме најразвиени. Самиот развој има потреба да дополнително се
инвестира во самите наши општини. Па и во самиот регион, се извинувам што ја прекинувам, и во самиот регион веројатно има некаков диспаритет во смисла на развојот. Нели, секако некоја рурална општина на периферијата не е еднакво развиена и претпоставувам дека нели клишето на дека во 21 век нели имаме проблеми со патна инфраструктура, со водовод, канализација и така натаму, со некои основни инфраструктурни проблеми, и од друга страна онаа концентрација на, хајде да речам, и моќ во секоја смисла, и економска, и човечка, и па дури и финансиска и дипломатска, нели, бидејќи се е тука и со се потенцијалот нели за меѓународни проекти е концентрирано во Скопје, и веројатно и вие внатре и покрај целта што беше за рамномерен регионален развој, нели, на самото формирање на регионите, вие внатре треба да го правите тој баланс меѓу концентрацијата нели на моќта и на проектите. Така, токму тоа ме беше истина. Ние се трудиме внатре во самиот регион преку Советот за развој на Центарот за развој на Скопски плански регион да направиме рамномерен развој, затоа што имаме урбани општини, но меѓутоа и во планскиот регион имаме и општини кои што имаат основни потреби за функционирање. Ние имаме општини каде што има спортски сали, игралишта, инклузивни, инфраструктура и се што е потребно, меѓутоа имаме и општини кои што во 21 век, често знаеме да кажеме, немаат ни стабилна водоводна мрежа, канализациони мрежи, инфраструктура, патна инфраструктура, така да се трудиме внатре во самиот плански регион да ги распоредиме проектите така да регионот и внатрешно паралелно се развива и една општина на некој начин ги има истите услови за живот како и соседната општина која е поразвиена. Ова е програма во живо, јас ете веднаш додека разговараме, овде ќе се обидам да воспоставам и вибер врска со нашата следна заедничка соговорничка нели во студиото, додека тоа успееме да го направиме, бидејќи се работи за интернет и за средства за комуникација, нели, кои што често пати знаат да изненадат, особено во програми во живо. Како изгледа, го споменавте Советот, ние имавме во Воведот дека се всушност членови градоначалниците на сите општини кои што се членки. Има ли меѓу нив меѓусебно разбирање? Значи нема да навлегуваме во политичките разлики, бидејќи и тоа знае да биде рак рана кај нас, која што го кочи развојот и договарањето на одредени добри проекти. Меѓутоа и покрај тоа има ли некаков, не знам, надпревар или дискусија од типот па ајде сега доста со тие урбаните општини или доста со тоа централно јадро на Скопје, дајте малку и кај нас, дајте нешто да бидеме и ние во фокусот и така натаму. На кој начин тоа се изведе? Искуството од изминатите 7-8 месеци од како сум тука ми кажува дека имаат плодна соработка повеќето градоначалници како дел од Советот. Имено ние само да, ако има простор да образложам како се предложуваат тие проекти, како се одредува кој проект ќе се имплементира во наредната година, ако има простор ќе дадам пример. Ние како Центар за развој при крајот на една календарска година организираме така наречени форумски сесии, каде што поканети се општините кои гравитираат во планскиот регион, невладени организации, бизнис секторот, граѓани и сите останати кои има јавен повик за тоа, кои што сакаат да се приклучат во креирањето на плановите за наредната календарска година. На тие форумски сесии секој има можност да аплицира со проект, односно да презентира проект кој од регионално значење морам да потенцирам. Така. Или пак со предлог за проектирање на некоја инфраструктура. Меѓу на тие две форумски сесии се оправдуваат потребите на тие проекти, така да после тоа се прави едно рангирање и првите проекти што ќе одлучиме дека треба да ги реализираме, со истите аплицираме во програмата преку Бирото за рамномерен развој, подоцна кои ќе се одобрат, склучуваме договори, истите ни се предмет на реализација во наредната календарска година. Се овој период, меѓу двете форумски сесии, кога се дискутира, се гледа да се направи она внатрешно балансот што го споменавме претходно, за да една општина биде израмнета во своите можности со останатата општина. Така да со оглед дека се работи за регионални проекти, така да секако ќе бидат офатени неколку општини во еден проект.
можеме подосна и со неколку примери да потенцираме. Јас ќе замолам од режија да веќе ја имаме Регина. Регина не слуша. Здраво живо. Регина Економска, проектен координатор во Центарот за развој на Скопскиот плански регион. Веќе разговаравме со граначалникот за многу аспекти, ете го направивме тој вовед и токму ве вклучивме во моментов кога стана збор за одлучувањето, нели, процесот на одлучување на проекти. Во текот се неколку проекти, вие ги координирате истовремено. Дали се согласувате со ова што досега беше кажано во смисла на тоа дека постои механизам, нели, во кој што, како би рекол нашиот народ, и волкот сите и овците на број, односно сите членови на бордот, на одборот, нели, на граначалници да се задоволни од вашата работа. Тешко ли е да се избалансира тоа? Ви благодарам на поканата. Успешно се вклучив во програма. Прашањето ви е сосема на место, но генерално ние постигнуваме. Механизмите до сега покажаа дека се успешни, знајки го во предвид, да речеме, она гласање кое што е на форумите за приоритизација на проектите, кое што има филтер во поглед на квалитетот на проектите, кои понатаму, нели, се разгледуваат повторно, се прават анализи, на вториот форум исто така подетално се образложуваат, се до финалното поставување на, значи, приоритетната листа. Дефинитивно досега избрани се секогаш вредни, квалитетни и издржани проекти, бидејќи тие се предмет и на анализа на стручни консултанти, и на граѓаните, значи предлог на граѓаните, предлог од страна на општините во конекција со граѓаните, предлог на Советот за развој на Скопски плански регион. Така да сума сумарум генерално механизмот работи и навистина се бират убави проекти, корисни проекти, од кои што општините се задоволни и да речеме секогаш на крајот по реализацијата на проектот се покажува дека тој навистина вредел и навистина е во функција и навистина граѓаните задоволни од него. Посебно, значи, ќе ставам акцент на регионалните проекти кои што оставаат белег и значително ја олеснуваат работата е конкретно и во инфраструктурата, во туризмот, значи таа конекција, тие потребни проекти се значителни во нашиот случај. На некој начин вие имате, го начнавме и тоа, имате улога на консултант и при креирањето на проектите и при канализирањето, да ги речам така, на самите идеи, меѓутоа и во процесот на аплицирање. Го споменавме, нели, споменавме државата и Фондот за рамномерен регионален развој, меѓутоа што со алтернативните начини, нели? Предпоставувам дека оние проекти кои што се добри или кои чекаат подобри времења или кои што имаат потенцијал за барање на алтернативни извори надвор од државата, дека и тука, нели, успешно маневрирате и сте креативни. Секако. Значи, Центарот за развој ги обсервира сите можности. Значи, има консултативна улога, дефинитивно. Тоа е сервис на општините во поглед на изборот на проектите, лик помеѓу централната и локалната власт. Се труди да ги намали секогаш диспаритетите помеѓу развиените и неразвиените општини, кои што се исто така предмет и на ИПА програмите за развој, поддржани, значи, од ЕУ. Во тој поглед, еве, ние тука котираме, се пробуваме и имаме многу убави проекти со UNDP, еве сега скоро имавме ТАЕК, со СЕПСО работуваме, со, значи, повеќе извори, комбинирани извори на значи, грантови, фондови, кои што, да речеме, се секогаш предмет на обсервација и ги третираме како добра можност за да се значи, постигнат, за да се стават во акциониот план, да речеме, на нашите развојни програми, бидејќи тој постојано се ажурира. Ние имаме годишен акционен план
каде што нели се гледаат сите транспарентно изложен, постои на нашата страница, се гледаат сите проекти кои што се во тек, се гледаат сработените проекти, се гледаат, значи се ажурираат постојано податоците кои се, значи на дневен ред и кои треба да се работат, предлогот, акциониот план постојано се надополнува и тука секако влегуваат во предвид и годишните значи проекти од повиците на програмите што ги спомнав, кои што се следат и активно се аплицира. Таков еден проект е во моментов кој што го работиме како партнери, Opportunity for You или шанса за тебе, во партнерство, значи со соседна, односно братска Србија би ја нарекла, со пограничниот регион на Јужна Србија и со, значи, нашиот Скопски регион, исто така и со североисточниот пограничен регион, значи северната страна со јужната страна, Јабланичко-Пчинскиот регион поточно, и ова, значи, територијална програма што ги опфаќа тие два региона, ги вбројува сите општини во Јабланичко-Пчинскиот регион и во, значи, североисточниот, односно ние како партнери, кажувам конкретно за нас, Центарот за развој на Скопски плански регион, односно Скопскиот плански регион. Инаку овој проект е иницијатива на 4 партнерства. Лид партнерот е Центарот за управување со знаење, додека ние сме, значи, вториот ко-партнер 2 или ко-апликант 2, како би се нарекло тоа со стручната терминологија, додека од другата страна, значи, на нашите партнери од Србија, тука се партнери, значи, Јабланичко-Пчинската област и округ и општината Власотинце. До сега, значи, овој проект трае низ за активности, граѓаните се веќе запознаени бидејќи информациите се транспарентни. Целта е зголемување и јакнење на капацитетите за вработливост и мобилност во пограничниот регион, посебно во зоната на отворен Балкан, бидејќи тука има многу можности и целата таа циркуларност преку јакнење на капацитетите на невработените студенти и вработените кои што сакаат кариерен развој, значи да се пронајдат полесно во зоната на отворен Балкан, да се значи намалат бариерите за вработување, да се зголемат капацитетите, исто така да се подобрат модалитетите и програмите за вработување, каде што, нели, актери се институциите за вработување, приватниот сектор, значи јакнење на капацитетите помеѓу приватниот сектор, државниот сектор, нивната соработка и намалување на, значи, сите тие, да речеме, проблеми и гапови кои што се јавуваат при вработувањето и при барањето на работа. И да се намали она што како рак... Отприлика, мислам, тоа е тоа за тој проект. Како рак рана што го споменуваат сите балкански држави, а тоа е, нели, одливот на кадар или што би рекле на интелектуален капацитет или на мозоци, бидејќи сите држави од Западен Балкан, па и од Балканот пошироко го имаме истиот проблем, на ваков начин веројатно ќе најдеме модели или ќе бидеме во подрага по најсоодветни модели за да ги задржеме барем колку толку тие млади луѓе, нели, со капацитет и потенцијал овде, барем во регионот, да не ни одат далеко од дома. Јас вака слушајќи ве сакав да ве прашам едно. Точно овој проект нуди такви можности. И гради мостови на соработка, посебно во носечките индустрии, каде што една спона и јалка се токму кадровите сили кои што недостасуваат, ако се одлеваат. Овој проект е актуелен или во тек во моментов? Јас би сакал да ве прашам и во смисла на, нели, освен што го презентираме регионот, да љубопитен сум, нели, лично и да украдиме малку знаење во смисла на мултитаскингот, на што популарно го нарекуваат, бидејќи, нели, самиот на некој начин, менажирајќи со телевизија и работејќи со проекти надвор и така натаму во исто време, го имаме сите истиот проблем.
нели што на некој начин се обидуваме нешто да сработиме или да подобриме. Задоволни ли сте со човечките капацитети и ресурси кои ги имате во центарот, во таа смисла, или чувствувате потреба по едни пати да се клонирате, ајде да кажем така, нашега? Па дефинитивно секогаш може подобро. Меѓутоа постигнуваме, задоволни сме бидејќи има избран стручен кадар. Дефинитивно секогаш може подобро и кога би се зголемил, кога би се клонирале би било подобро, нели? Распределена би била работа. Секогаш има новитети кои што треба да се следат, јакнењето на капацитетите. Центарот постојано настојува да го возможи преку нас вработените. Конкретно јас, еве убаво ме прашавте, бев на обука за јакнење на капацитетите во туристичкиот развој и дестинациите, конкретно за одржлив туризам во Јапонија, сега во септември, на едномесечна програма, каде што токму тоа е потребно за развој на дестинации, но конкретно со мобилизација, значи на сите чинители во тој развој, локалните заедници, институциите, приватниот сектор и посебно граѓаните, како поединци личности кои што можат многу добро да придонесат во пласманот на своите локални продукти, кои што се значаен елемент од таа приказна во дестинацијата. Така да, значи Јапонија многу добро изреализирала еден успешен модел, каде што сите се вклучени во одржливоста на тој туризам, во таа една планирана или рехабилитирана дестинација, или нова дестинација, како и да е. Направивме добар вовед во правецот во кој што натаму ќе го водиме разговорот со директорот Јане Мицевски. Јас ви благодарам за учеството. Ние, нели, како телевизија имаме и една од мисиите, нели, кои што ги имаме, освен да се промовираме, нели, со локални теми, е да го афирмираме туризмот, и имаме емисија која што е посветена на туризмот и која што е се вика авантуризам, и која што е проследена со и редица кратки содржини кои што ги со кои што се обидуваме, нели, да го нагласиме туризмот како една исклучителна можност, би рекол, дури и по препораки на, ете, Регина спомна искуството од Јапонија, на поискусни од нас во таа сфера, па и на некои европски, нели, институции, дека особено руралниот туризам на Западен Балкан ќе биде една од клучните дејности која што ќе обезбеди поттик и економски развој, па дури и вработувања и бизниси, и ќе влијае, нели, на бруто домашниот производ на една држава како гранка која воопшто не треба да се занемарува и да се запоставува. На сред изборна кампања сме, па често пати јас велам дека нема да мешаме политика во приказната, но често пати велам и во различни сфери дека наша задача е да им дадеме сугестии на кандидатите, дека треба да обрнат внимание на одредени теми. Една од тие теми е туризмот, за кој што Македонија, барем досега колку што јас се сеќавам, освен преку одредени агенциски тела или нели сепак владини тела, меѓутоа не е од ранг на министерство, бил третиран. Меѓутоа, според многумина чинители и гости во таа наша програма Авантуризам, може би досега и недоволно или не така како што заслужува. По кое е вашето мислење за тоа и дали туризмот, нели, како потенцијал економски, значи не само како туристички потенцијал или промоција на културно наследство, туку како потенцијал кој ќе обезбеди развој, кој ќе обезбеди, нели, нови работни места и така натаму, го имате во предвид во идните и сегашните планови на Центарот за развој? Токму така. Ние како регион, покрај многуте потенцијали што ги имаме, една од можностите за развој туризмот преку нашето културно наследство кое што го поседуваме, историско наследство, природно наследство, така да храната, луѓето, менталитетот, потенцијал, да. Ќе почнеме од природното наследство, еве имаме природна река Скопска Црна Гора, споменавме во најавата, водно како планина, реката Треска и сиот нејзин потенцијал за развој во овој дел. Од културно наследство тука ќе напоменеме неколку проекти со кои вложуваме во развој на туризмот директно. Локалитетот Градиште во селото Таор, тоа е во општина Зелениково, каде што сега во моментов ќе отпочне со реализација на градежни активности. Имено се работи за подобрување на пристапноста до самиот локалитет.
содржини, инфраструктурна, проблем, да. осветлување, урбана опрема и се што е потребно за да може туристот да го пронајде местото, локацијата и нели да има пристапност до самото место. Да не ја забораваме, имаме старата Скопска чаршија. Во моментов сме на реализација на една улица во склоп на старата Скопска чаршија, се работи за реконструкција на калдрамата. Да не ги спомнам бројните цркви и манастири кои се во изобилство во нашиот регион. Колку се сеќавам и на Тумба Маџари во нашата општина. Тука во соседство кај вас. Така да не пропуштаме можност и шанса да инвестираме во проект со кој што ќе го подобриме туризмот, а секако туризмот како гранка после себе влече и многу други подгранки како гостителство и така натака. Така да производство на храна на крајот на краиштата. Производство на храна, така. Јас овде ќе предложам да направиме куса пауза, споменав одредени содржини, направивме добар вовед, значи по содржините кои што овде според моето сценарио се однесуваат на Тумба Маџари и на Тауресиум, односно градиште или местото посветено на Јустинијан, кое што туку го споменавте, па потоа се враќаме со разговорот во студиото. Гази Баба парк шума. Споменик на природата од 1976 година со површина од околу 100 хектари представува посебен феномен, бидејќи многу ретко се наоѓа толку голема површина под шума во средиштето на една урбана средина. Иако се работи за вештачки подигната култура, од своето формирање до денес, оваа шума станала вистинска дива биоценоза со сите своји атрибути. Тука се јавуваат голем број на разновидни лисјарски и четинарски видови на дрвја и грмушки, а најраспространети се црниот бор, јасенот, дабот и други. Што се однесува до габите на газибаба, вкупниот број изнесува околу 140 вида. Има регистрирано 56 видови на дневни пеперутки. Големата мајка Божица на плодноста во Тумба Маџари. За прв пат е откриена теракотна представа на големата мајка, представена на засега непознат начин меѓу неолитските култури од другите балкански простори. Импресивните димензии од 39 см висина, класичната смирена поза на бдеењето над куќното огниште ја прават оваа теракота ексклузивна. Долниот дел од фигурата го представува домот заштитен од неа. Македонскиот неолит се карактеризира со култ кон големата мајка. Ваков тип фигури се пронајдени речиси во сите неолитски наоѓалишта во Македонија, но можеби најубава е големата мајка од Тумба Маџари. Јустинијан I. Јустинијан I бил византиски цар. Петрус Сабатиус е роден во малото село Тауресиум, денешно село Таор во византиската префектура Илирик, во близина на Скупи, денешно Скопје. Веројатно е роден на 11 мај 483 година од Вигилантија, сестрата на генералот Јустин, кој подоцна ќе стане византиски цар Јустин I. Јустин I го посвоил и го зел кај себе во Цариград, обезбедувајќи му солидно образование, особено од областа на правото, теологијата и историјата. Кога Јустин I бил прогласен за цар, тој добил висок воен чин од царската гарда. Уште пред доаѓањето на царскиот престол, Јустинијан покажувал голема надареност за владење, што се потврдувало со големото влијание што го имал врз неговиот вујко. Во 525 година добил титула кајсар, а на 4 април 527 бил прогласен за Август, со што станал совладател на Јустин I. На 1 август 527 година Јустин I умрел, со што Јустинијан на 44 годишна возраст станал единствен цар на источното римско, односно византиско царство.
Ете тоа беа содржините со кои што имавме намера така малку да ве заскокоткаме, да ви ја побудиме љубопитноста, па и сами да се заинтересирате и да барате и истражувате, бидејќи секогаш кога се споменува туризмот, се мисли на туристи од надвор, меѓутоа и туризмот натре во Македонија не е една незанемарлива приказна, барем кога се работи за центрите како што е градот Скопје. Во локалната програма Скопје ми е дома, се враќаме во студиото, разговараме за Центарот за развој на Скопскиот плански регион. Со мене во студиото е директорот Јане Мицевски. Кај застанавме, видовме, го споменавме Таор, споменавме и Тумба Маџари, каде што исто така имавте проект. Ја споменавте Чаршијата, имаме и таква содржина малку подоцна. Чинам дека и пештерата Врело Матка е нешто кое што допрва треба да почне или сега почнува да се реализира. Ако грешам, исправете ме. Најпрво мислев дека ќе не биде многу време за дискусија, меѓутоа ќе закажеме следна средба на малку е времето за да ги споделиме сите проекти кои се реализирани, кои се реализираат и кои планираме да се реализираат. Да, во минатото еден од успешните реализирани проекти е и проект поврзан со пештерата Врело во Кањарот Матка. Преку Центарот за развој на Скопски плански регион е изработен проект, односно осветлување на самата пештера, така да и во тој дел на Скопје си имаме уклучено малце со нашето работење, меѓутоа имаме не само во делот на афирмација на туризмот, нашата работа е прилично предизвикувачка затоа што на најразличен тип на проекти сме во споменавме и бизнис секторот, така да тоа не треба да се животна средина, инфраструктура, социјална инклузија, здравство и се што останат, образованието исто така ни е исто многу битно кога се најмладите во прашање, така да во сите сфери на функционирањето сме вклучени како центар. Ако може да презентираме со некои проекти сега што се активни во моментов. Тоа сме тука. Спомнавте пред малку дека не застануваме само со она што го нуди државата, ние сме кредибилни и можеме да аплицираме на проекти кои што се видливи од страна на нашите меѓународни пријатели, многу финансиски куќи, ќе ги споменам дел од нив, тоа е Швајцарската агенција за обнова и развој, UNDP, USAID, Европската унија и останатите. Еден како резултат на оваа плодна соработка и еден проект на кој јас лично сум особено горд и ние како вработени во Центарот за развој, тоа е проектот Приказната продолжува. Ќе искористам прилика да кажам поточно за што се работи. Имено се работи за реконструкција и адаптација на училиште кој е изградено во 20-тите години на минатиот век во општината Ѓорче Петров, односно во селото Кучково. Своевремено било училиште, многу убаво училиште со убава градба, броело многу деца кои што таму се школувале, меѓутоа сега во последните години беше оставено на забот на времето и како идеја на невладина организација се направи проект. Со тој проект нашите пријатели од Швајцарската агенција за поддршка и развој видоа можност да инвестираат во центар за рехабилитација на дечиња кои успеале да го преживеат канцерот. Така да ова некогашно училиште сега ќе има исто така многу важна функција. Ова го кажувам затоа што ваков тип на проект во нашата држава до сега не е реализиран и не само тука, туку и на самиот Балкан. Мислам дека првиот ваков центар е во Република Словенија. Така да сме особено горди на овој проект кога го реализираме. Јас секогаш викам, дај Боже да ниедно дете нема потреба да го користи овој центар, меѓутоа ете, за жал, ако мора, ќе има можност да тоа биде по сите светски стандарди. Знаеме тоа лекување долго и тешко. Преку овој центар ќе има можност сето на изгубено време при лекување да го врати назад преку ресоциализација, би рекол, и секако медицинска нега. И тоа опфаќа повеќе аспекти од општественото живење, има и образование, и здравство, и социјална инклузија, и социјална заштита и така натаму. И навистина една благородна приказна, би рекол, и по која што би можеле да послужите и како пример за другите. Јас во овој момент ќе предложам да вклучиме нашиот следнен соговорник, односно соговорничка, доколку е возможно да ја добијам на екранот од режијата. Да, здраво живо, Гордана.
Гордана е наша соработничка, ръководителка на емисијата Авантуризам на нашата телевизија. Се дружевте со Регина во твојата програма, нели, во ова исто студио, во малку поинаков амбиент, и тогаш зборувавте малку повеќе и за Јапонија и за туристичката промоција на Македонија. Она заради што јас сакав, инсистирав, иако Гордана е скромна и не сака да многу да се експонира надвор од незините програми кои што ги подготвува, и повеќе сака да биде позадински играч, што би се рекло, е еден документ на кој што истражувајќи, нели, подготвувајќи се за ова емисија наидов, а тоа е една студија од 2012 година во која што, нели, одредена екипа во која што и Гордана била член како надворешен консултант, го мереле, така да кажеме, на некој начин природниот и културниот потенцијал на Скопскиот регион, и морам да признам дека токму таа студија исто така одличен прирачник и за подготовка за другите теми за мојата емисија, не само за регионот, бидејќи има се на едно место. Па Гордана како, ајде да речеме, ентузијаст кој што работел на афирмација на туризмот долги години наназад, и не само на туризмот, туку и на запознавањето со потенцијалот на Скопскиот регион, кое, ете, вака, јас да имам прилика да те прашам, нели, не ти гостите во твојата емисија, кое е твоето мислење овие сите изминати години наназад? Има ли Скопје таков потенцијал и дали доволно скопјани го знаат потенцијалот и колку тој е искористен? Центарот е една од можностите да се искористи како што треба. Мене ми е многу драго што работе на тој проект. Евидентирање на природните и културните вредности. На некој начин ние направивме да во тоа евидентираме картони, некои 350 страници, ако се сеќавам, е тоа, и на него се ставени сите културни и природни вредности и можат да се искористат за многу подобро. Меѓутоа, колку мене ми е познато, тоа остана само како CD. Обично кај нас проектите поминуваат, заминуваат, завршуваат и потоа не продолжуваат, и добро е вака, нели, преку вакви програми меѓусебно да се запознаваме за тие приказни. Убаво го опишавте како една, јас би рекол, географска мапа или збир од мапи на кој што толку сликовито има и описно, е опфатено секако потенцијал. Моето прашање, Гордана, беше во сите овие долги години, дали сметаш дека доволно си го знаеме потенцијалот, или скопјани доволно го знаат, дали е доволно искористен досега и кои, ете, се според твое видување, начините да се искористи тој потенцијал? Па за жал е токму ова како пример го зимам. Тие се картони на кои е ставено каде се наоѓа, во која општина е, општите податоци, туристички можности да се искористи како такво, е нешто што би требало да биде азбука на Скопје, по мене, во делот на туризам. Меѓутоа, тоа не е доволно искористено и начинот на кој ние се однесуваме кон туризмот е многу познат. Јас тоа го кажувам во моите емисии. Го опфативме тоа и во еден дел од разговорот, нели? Рековме дека сега, како предизбори, е вистинскиот момент и да сугерираме малку посериозно третирање на туризмот во оној кој ќе ја формира, нели, идната македонска влада после изборите, и да се насочиме во тој правец и на некој начин вака граѓански, медиумски да излобираме, или што би се рекле да направиме позитивен притисок кон сите фактори учесници во изборната трка да се позанимаваат со ова прашање на некој начин. Сметаш ли дека е соодветно присутно ете во медиумите, бидејќи знаеш многу добро дека до нас допреа комплименти, ајде така да кажам, морам тоа да го спомнам, дека сме можеби единствен медиум во регионот кој на ваков начин стручен го третира туризмот со посебна програма посветена на туризмот. Кој е твојот фидбек од... Секако, мене ми е многу драго што сум дел од таа програма во која сме единствени во Македонија на таков начин, па може би и пошироко. Јас имав еден гостин од Хрватска кој не пофали дека едноставно и сама Хрватска нема посветена емисија само на туризмот. Ти благодарам, Гордана, да не испадне дека сега да излезе дека го узурпираме просторот во нашата емисија за да си правиме наши разговори. Се гледаме ние овде во студиото, подготвувајќи, нели, други содржини и се слушаме на дневна основа. Благодарност за учеството.
тоа е туризмот врти сучи некако му доаѓа тука, меѓутоа не е како што рековме како гола само туристичка приказна, туку со сите оние подсегменти или како поттикнувач на или искористувач на потенцијалите и поттикнувач на економскиот развој. Ајде да речеме, да искористиме приликата, кажавме дека има многу проекти, дека ќе закажеме ние наредна средба. Да речеме дека граѓани сега не гледаат, имаат идеи, не гледаат можеби членови на здруженија и така натаму. Вие ги споменавте тие отворени форуми како механизми. Меѓутоа, кој е начинот јас ако сакам како граѓанин да допрам до вас, да дадам идеја, да дојдам со предлог и така натаму, значи кои се механизмите на транспарентност, колку сте достапни за јавноста? Покрај можноста преку медиумите да се промовираме, да кажеме нашата работа и да повикаме за идеи за поддршка од страна на јавноста, достапни сме преку нашата веб страна. Може таму да ни сконтактираат, да предложат некоја идеја, да аплицираат со некој проект. Нашата Facebook страна како социјална медиум исто ја користиме максимално колку што можеме, така да преку исто ги споменав претходно овие форумски сесии, сакаме да допреме до секој еден. Кога е следната форумска сесија? Па некаде се крајот на годината, крајот ноември, почеток на декември, тој период. Затоа објавуваме и на нашата веб страна, ја пуштаме покани до оделенијата за локален економски развој во општините, бизнис секторот, преку имаме соработка со многу структури од страна на бизнисот, со двете комори, со занечиска комора, со женско предприемаштво, да не ги набројувам сите, така да и целта ни е да собереме поголем базен со идеи, од тој базен со идеи, она што е најкорисно, најприоритетно, најдобро, да го преточиме во реализиран проект. Така да до сега имаме широк спектар на реализирани проекти, во моментов работиме на едни проекти, и во еднина имаме и планови кои се веќе поддржани од страна на Советот за развој на Скопски плански регион, така да бројката е незначителна, веќе мало. Ја споменав храната во контекст на туризмот, не го опфативме, да речем, земјоделието на некој начин. Иако кај вас во ваша надлежност или во ваш потенцијал на менаџирање со проекти влегува буквално се што човек може да замисли од општественото делување и функционирање на едно општество. Споменавте екологијата, противпожарната заштита. Јас само сакав, бидејќи да ги споменам во оваа прилика, видовме некои кадри на дронот од општина Сопиште, нашите пријатели од Сопиште, дека пред некој ден жители на Сопиште ми кажуваа за идеи кои ги добиваат од едноставно, не знам, садење на зеленчук, на доматчиња, на пиперчиња во дворот на куќите во кои што живеат, и после тоа од тоа се раѓа, поради интересот на производство на таа органска храна, се раѓаат идеи за препознавање на потенцијалот за развивање на бизнис или дополнителен или бизнис кој што би можел да обезбеди екзистенција на одредено семејство. Намерно ви го спомнав Сопиште на крајот, бидејќи ви е многу блиско и познато. Таму вие го стекнувавте искуството со локалната самоуправа. Тоа општината од кај што јас доаѓам. Да. На самиот крај сме, времето ни летна, ќе закажеме средба, до декември сигурно ќе направиме неколку средби пред тој форум за идеи и ќе се обидеме заеднички како медиум да помогнеме во промоцијата и во поттикнувањето на граѓаните и да поттикнеме некакви заеднички идеи во следните наши вакви телевизиски дружби. Јас на самиот крај би сакал да ви дадам можност можеби да нагласите што е тоа што многу би сакале вие лично да се направи или што е како следен важен проект кој што некако ви е при срце, да речеме да издвоите. Па вака ние можности секогаш има, секогаш велиме може повеќе, меѓутоа моја заложба е да ние како регион повеќе ставиме акцент на подобрување на животната средина. Добро. Така да моја желба, моја насока на понатамошно функционирање и делување ќе биде на едно регионално ниво да подобриме функционирањето, рационално функционирање со отпадот и преку тоа и со подобрување на животната средина. И енергетска ефикасност, алтернативни извори на енергија, алтернативен можност за бизнес исто при селекција на отпад и секако подобрен чист воздух, една од лошите страни која е во прашање, лоша конотација која е во прашање Скопскиот плански регион, така да тоа би било вака
еден правец, значи животната средина би било моја заложба во иднина. Ете, јас уште сега ќе ја закажам следната средба, исклучиво на тема екологија, па веројатно тогаш ќе ни доста со времето. Јас ви се заблагодарувам за издвоеното време, ви посакувам успешна и плодна работа, многу проекти за доброто на сите жители на Скопскиот регион, кои што, како што кажав на почетокот, се впрочем и наши гледачи. А ние, почитувани гледачи, овде се одјавуваме со секако напомената дека на крајот ние немаме форум, отворен форум, меѓутоа имаме еден вибер број на кој што на 070 414 050 можете да испраќате ваши предлози, сугестии, критики, реакции и така натаму, и секако на сите профили на Вистинска телевизија или vtv.mk на социјалните медиуми. Јас сум Благој Шаклевски, овде завршува уште едно издание на Скопје ми е дома, се гледаме за 7 дена. Во Скопскиот регион се среќаваат неколку сообраќајни правци. Едниот од Белград кон Скопје, трансферзалата е 75. Вториот од Јадранското море кон Солун, третиот од Крива Паланка и Куманово и четвртиот кој оди од Охрид и Дебар кон Скопје. Градот Скопје представува централен железнички јазол. Во поглед на воздушниот транспорт, во Скопскиот регион е лоциран еден од двата национални аеродроми, меѓународниот аеродром Скопје, што од исклучително значење за функционирањето на регионот како стопански и административен центар на земјата. Скопскиот регион има и еден спортски аеродром од класа А, лоциран во близина на Скопје. Овде е лоциран еден патен и еден железнички премин со Србија, како и еден граничен премин лоциран на аеродромот Меѓународен аеродром Скопје. Скопскиот регион се одликува со средна годишна температура од 12 степени Целзиусови и просечна годишна количина на врнежи од 500 мм. Регионот се одликува со континентална клима со мали подори од медитерански влијанија, а во повисоките простори превладува планинска клима. Скопскиот регион е ограничен со планински масиви: Скопска Црнагора на север, Градиштанската планина на исток, масивот Мокра гора на југ и ограноците на Караџица, на Сувагора и на Жеден на запад. Планини кои се во близина на градот Скопје и кои се посетувани од илјадници посетители се Скопска Црнагора со најголема висина од 1653 метри надморска височина, Жеден со најголема висина 1259 метри надморска височина, Водно со 1066 метри надморска височина, Китка со 1589 метри надморска височина и Караџица со 2217 метри надморска височина. Водно е најблиска и најпосетувана средновисока планина со поволна географска положба до Скопје. Највисок врв е Крстовар, висок 1066 метри, каде што се наоѓа планинарски дом и Милениумскиот крст. До врвот на Водно се обраќа и жичарница. Околниот простор на Скопскиот регион е окружен со неколку клисури. Тоа се на реката Вардар Жеденската или Дервенска и Таорска, на реката Треска Шишевска, на реката Лепенец Качаничка и на реката Пчиња Бадарска клисура. Закон за старата Скопска чаршија. На 13 октомври 2008 година Собранието на Република Македонија донесе закон за старата Скопска чаршија, која била прогласена за културно наследство од особено значење, со што е ставена под трајна заштита на државата. Се наоѓа на просторот од камениот мост до Битпазар и од Калето до реката Серава, општина Чаир и Центар. Дел од градот со разновидна и богата историја, традиција, култура и архитектура, денес со направен спој меѓу старото и новото, стопанството и трговијата, културата и традицијата. Првите документирани податоци за постоење на трговски центар на местото на денешната чаршија датираат од 12 век, а најактивно се развивала од 15 до 19 век.
Во време на отоманското владење со Скопје, местото забрзано прераснало во најголем трговски дел од градот, во кој се наоѓале околу 30 џамии, бројни сараи и анови, како и други споменици. Во духот на историските временски и развојни прилики, културата на организацијата и традицијата на живење, во старата Скопска чаршија се сочувани бројни функционални објекти од османлискиот период, а изградени се и нови објекти како одлика на модерното време. Станува збор за скопскиот безистен Капан Ан, Сулијан, Куршумли Ан, Даут Пашиниот Амам, Чифте Амам, црквата Свети Спас, црквата Свети Димитри, комплексот музеи на Македонија, историскиот, археолошкиот и етнолошкиот музеи. Чаршијата претрпела големи штети со земјотресите од 1555 и 1963 година, пожарот во 1689, како и двете светски војни, пошто неколку пати била обновувана. Во чаршијата преовладува отоманската архитектура, иако се забележителни остатоци од византиската.